Јавноста треба да знае за кого се гласа. Извинете, молам, извинете. Немојте да навлагате во расправа, во се. Јавноста нема право, извинете. Нема право. Видна нервоза во судскиот совет. Членовите се вознемирија од екипата на Алфа и прашањата поставени до нив, зашто сакаат да исклучат јавноста при одлучување за една од точките на дневен ред, утврдување одговорност кај председател на суд. Не сакаат да кажат за кој суд и кој председател се работи и за каква одговорност станува збор. Сепак, Алфа дознава дека на дневен ред е рачно распоредување на 190 предмети од страна на председателот на Управен суд Бурим Сејдини, надвор од АКМИ системот. Неофицијално, членовите на Советот сакаат да го забошатат случајот и Бурим Сејдини да се спаси од одговорност. Најбучни беа заменик председателот Ханиф Зендели, а и судијата Селим Адеми. Не може вака на овој начин. Имаме публика, дозволуваме публика. Не може на овој начин да се однесувате. Мислим дека треба да го знаете. Не треба и ја. Мора да знае за која точка гласат. Гласаме за. Ја мислим дека кажа тоа. Да. Точно граждани бил јавност дали гласат за точка. Заменик, дали може процедурално? Инаку председателот на Управен Бурим Сејдини се поврзува со ДУИ и партискиот врв преку Зајас, родното село на Али Ахмети, и тој и лидерот на интегративците имаат родни куќи таму, што може да се види и од нивните анкетни листови. И други членови на Советот имаат слично политичко, роднинско, клановски врски. На денешната седница, според наши извори, како консултант требало да зборува судијата Селим Адеми за рачното распоредување на предметите. Тој е 10 години во судскиот совет и со него беа поврзани повеќе скандали. Денеска беше најнервозен. Затоа ве молам, и го стави на колега, ве молам, ако судски совет досега сака да биде потранспарентен, али некој го злоупотребува тоа, и ве молам, седниците тука, и кога расправаме, ние расправаме за судски совет. Не расправаме за медиуми, затоа медиумите има право да следат, било кој да следи. Ваквите прашања упади не се дозволува и не се дозволено 10 години во овој судски совет. На денешната седница не беше присутен председателот на Советот Сашко Ѓоргиевски, а ја водеше новиот подпредседател Ханиф Зендели, кој седна на местото на Селим Адеми, судијата кој против сите правила и прописи направи пуч и ја разреши од председателското столче Весна Дамева. Откако дадоа пауза, судијата Павлина Црвенковска ја искористи паузата за цигара во канцеларија. За ваков случај, рачно распоредување на предмети, поранишниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски веќе е на издржување 2,5 годишна затворска казна. Во неговиот дом и во неговиот кабинет беше извршен претрес од страна на СЈО, за потоа обвинителството да покрене обвинение, а судскиот совет оформи комисија од судии кои го разрешија за истиот случај. Овој случај имаше големо медиумско внимание и при постапувањето на обвинителството и при одлучувањето на судскиот совет.